Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Добро вечер, еве се наоѓаме повторно во ток-шоу Паљо, емисијата. Како прво да ги поздравам гледачите на Тера телевизија, што се редовни од сите градови кај што се паѓа Тера телевизија, како што е Битола, Прилеп, Кичево, Демирхисар, Охрид, Струга. Разбрав дека многу гледачи има што ја гледаат покасно емисијата, пошто некои помлади си излегват, си шетат, не можат баш точно терминот да го гледаат во недела од навечер во 22:30 часот. Значи поздрави до сите тие гледачи што си ја гледаат покасно ток-шоу Паљо емисијата на YouTube во Америка, во Австралија, од секаде кај што ми се јавуваат од Германија, од Шведска. Сега се и многу од нив дојдени, некои ме препознаја на улица, така имаше и американци вчера. Ала да ти е за емисијата, многу не смееш, не забавуваш, со причината кај што одиш научуваме многу работи за старите, кај така се вива. Значи поздрав до сите гледачи, ако него го имам заборавено, значи ќе спомнеме другиот пат. Вечерашниот гостин е многу интересен, по многу работи, значи е изузетен гостин со многу квалитети, свестран. И имаме и многу заеднички работи, пошто двата сме водоли, Аквариус на англиски до гледачите во Америка. А тројцата пак го заборев и овче, дека и тој водоли и камермано. Значи 3 водоли имаме овде, значи стварно ќе биде опасно вечерва. Значи вечерашен гостин е најдобриот коментатор според мене во Македонија и пошироко. Значи и многу човек што се разбира во спортот, посебно во фудбалот, Зоран Мишевски. Добро вечер. Добро вечер, Паљо. Добро ни Драго ми е дојде. што сум твој гостин, Да. на ваков малку поинаков амбиент. Да. Сега малце сакам да те запрашам некои работи, пошто да му откриеме на гледачите кој е вистинскиот Зоран Мишевски. Ти многу луѓе имат слушнато, ти имат слушано на радио на 106, ти имат гледано на телевизија, знаат дека си многу добар професионален коментатор, како што кажав, според мене и надвор од Македонија, бите така во некој ранг бите клуб. И сега малце гледачи да научат кој е, значи Зоран Мишевски, кога се јави кај тебе љубовта за спортот, да бидиш како репортер, како коментатор, кога почна првите чекори, па како после се развиваше Томас, да ни кажеш? Па, јас мислам дека е многу убава работа кога ќе го работиш тоа што го сакаш. Значи, јас од секогаш сакав да бидам спортски коментатор, спортски новинар, без нималку дилеми, без нималку двоумења. Значи, првите мои контакти беа на 5-6 годишна возраст. Се сеќавам дека бев многу млад, кога татко ми и чичко ми ме однесоа случајно во Радио Битола. И тоа беше време 85-та, 6-та, време кога фудбалот во бивша Југославија беше препознат и по радиопреносите. Значи, немаше толку многу фудбал на телевизија како што има денес. Денес гледаме фудбал 24/7. Тогаш радиопреносот беше култ. Знам Мечкаров кој ќе го кажува тоа време тие фудбалери. И јас уште како млад ги слушав сите радиопреноси и го имав тој талент да ги имитирам радиокоментаторите од цела Југославија, па дури и на српски јазик. И случајно отидовме во Радио Битола и Димче Миновски имаше програма, не познаваше, меѓутоа моите му објаснија дека имам некој талент. Веднаш влеговме во студио, вака си разговаравме, јас без разлика што бев 5-6 годишно дете. И тоа ми е некако првиот контакт и првото јасно сеќавање, контактот со микрофонот, со спортот, со коментирањето. Тогаш ги емитирав Иван Томич, Марко Марковиќ, Ивко Панговски, Александар Стиков, одредовно слушање бидејќи Тие што беа најактуелни во тие тоа тогаш време. беа супер актуелни. Значи радиото за жал сега го изгуби тој култ, посебно спортот на радио го изгуби тој култ. Меѓутоа во бивша Југославија сите беа покрај транзистори, покрај радиоприемници, сите ги слушаа преносите. Јас знам татко ми кој ме носеше на плейлистер на фудбал и транзистор носеше за да слушне АФК Белград чопри. Секогаш. Така беше, да. Тоа беше првиот контакт. Имаше подоцна и други, меѓутоа моето прво сеќавање, првиот контакт со оваа работа, како уште тогаш да би било судено дека ќе го работам ова. Да, значи тоа е стварно на многу рана младост, тоа е слично нешто како Моцарт. Со Димче некогаш разговараме, тој нешто се сеќава, нешто не и ја барам снимката од
тој момент доста години Точно ние беа ленташите, така. Да, тешко е да се обезвреди тоа и заради тоа што Радио Битола веќе не постои. Не функционира. Да, меѓутоа драго ми е што и го запознав и Димче Миновски, што сме пријатели, колеги и често и другаруваме надвор од работа. Па сепак тоа време и Димче Миновски беше така како една од тие постарите коментатори, така легендите. И како што кажуваш ти се дека беше на радио и сите доста често го слушаја, јас се сеќавам како мал знам. Да, буквално се, да. Димче исто еден од доените на коментирањето и во други сфери. Например, прв коментираше бокс на радио во време кога беше тоа незамисливо и имаше невидена слушаност, гледаност. И па сега пред малце ми кажа дека ги имитираше коментаторите. Јас мислам и од моје искуство знам дека тие луѓе што имаат осет да имитират нешто, значи имаат многу голем талент да учат брзо јазици. И сигурно имаш и слух за музика, значи тие луѓе што имаат слух за музика и за имитирање талент, значи можат да учат многу полесно да ги учат јазиците и не само да ги научат јазиците, туку акцентом му го погодваат. Например, има многу луѓе што оделе на училиште, потрошиле многу време и тој перфектно литературно точно збора англиски, ама акцентот пак го сеќаваш дека не е баш како што треба да биде. Баш така. Јас имам доста талент за јазици и го совршувам и имам доста пракса, доста го практикувам. Некои јазици како латинските јазици, италијанскиот и шпанскиот во последно време интензивно ги изборувам и англискиот јазикот кој прв го научив, некако сега ми е последен, бидејќи не го практикувам така често. Говорам добро 4 јазици: италијански, шпански, француски, англиски. Браво. Голема желба ми е да научам и германски. Разбирам добро португалски. Меѓутоа, овие 4 јазици ми се некако основни, ги практикувам, скоро секојдневно ги усовршувам. Дури тоа што ти го кажа еднаш кога бев во Хрватска, со едни колеги од Италија, тие беа убедени дека имам некои ломбардиски акценти, дека сум живеел таму. Да, нешто што... Па тоа јас бев со тебе слушнав кај што зборате таму. Така да, задоволство ми е кога учам нешто ново од таа сфера, значи јазиците ми се пасија и се сложувам дека треба да се има посебен талент, значи луѓето што учат јазици имаат некој посебен талент и моди, едноставно како слух за музика, како талент за да имитира. Оти јазикот е од една страна емоција како имитација, например да го слушнеш акцентот да го кажеш точно. Има многу чувството е многу важна работа. Значи францускиот јазик е за мене најтешкиот кој што најтежок. Да. Јас така нешто зборам ли 40-50%, мислам дека е еден од тешките јазици. Англиски зборам одлично, руски зборам одлично и тие трите јазици така, али првите 2 години не можев никако да го почувствувам јазикот. Значи треба да се почувствува. Многу зборови има за еден Да, францускиот дефинитивно. Кога ќе дојде во дилема во за чао 5 различни збора има. Францускиот е убедливо најтежок, тоа немам дилеми. Кога ќе дојде ќе заглавев на некој збор и секогаш ми се појавуваше италијанскиот или англискиот збор, израз. И тогаш заклучив дека се уште ми треба време да влезам во штос, да го чувствувам јазикот. И кога поминавме на комплетно разговарање, комплетно на француски јазик, без македонски професор. Мора само така. Само така, значи таа пракса и да слушаш. Да слушаш и тоа ти нуди можност да го почувствуваш јазикот, значи да го почувствуваш вистински и сега многу солидно. Јас мислам дека еден од тешките јазици, пошто али за тоа ќе се вратиме покасно, ми јавуват од режијата дека време е за клипче и се враќаме после клипчакисо. Еве го комшијата со дамскиот мотор, не се кри. Си купи дамски мотор. Браво. Ares.
Еве се враќаме после клипчето. Бевме застанати за околу француски јазик дека стварно е тежок, значи јас се сложувам со тоа Зоки дека е тежок, пошто 6 зими работе во Одезир, Франција, 6 зими или по околу 5 месеци и цело време мора да се концентрирам, цело време тие газите знае англиски, ама нарочно му велев не ми зборувајте на англиски. Ќе се мачам ако цело време зборајте ми цело време на француски и ако нешто не ми е јасно, тогаш на англиски ќе ве прашам што значи овој збор. И така успеав неде 40-50% да можам да не е баш најсјајно, али да можам да комуницирам, да можам да се разберам. И стварно мислам дека јазикот е едно големо богатство. Еден јазик за мене е како еден факултет, јас така го рачунам. Ти се отвори еден нов свет цел. Имам пуштено за една интересна анегдота за тебе за тој италијанскиот коментатор на Рај. Како беше тоа да ни објасниш? Оти тој е коментатор на радио, значи нема шанси некој да го препознае. Како го препознаете? Да, тоа е многу специфична ситуација. Ситуација која што се случи пред 15 на години во Скопје. Значи играа победа Парма. Јас и тогаш и сега ги следам италијанските медиуми до најмал детал, ги знам италијанските новинари. Тогаш како што исто зборувавме кај нас дека беше активно радиото, исто беше и во Италија. И најдобриот италијански радиокоментатор Рикардо Куки случајно беше во Скопје да го пренесува мечот Парма победа. Така. И јас немав никакво поима како изгледа човекот. Меѓутоа по гласот можев да го препознам бидејќи имаше многу специфичен глас. И се деси чиста случајност во новинарската ложа во Скопје ми приоѓа човек на англиски и ме прашува нешто каде прес центарот, некое службено прашање. Не можеш да го промашиш јазикот и кога јас му кажав дали сте вие Рикардо Куки, човекот се чудеше, не е возможно во Македонија некој да го препознае по гласот, не знаејќи како изгледа. Обично кога слушаш радио лик, немаш никаква представа и сосема спротивно излегува ликот од тој што си го замислуваш во главата. Човекот беше сосема спротивен од асоциацијата која ти ја дава глас. И од тогаш се видовме многу пати, значи се спријателивме, некогаш разменуваме мејлови, кој човекот уште неколку пати беше на Балканот. А тој се фрапира кога му рече. Да, беше многу изненаден. Ти кога му рече дека аз те познав, јас бев доста млад. Се чудеше човекот како е возможно во Македонија, каде што доаѓа прв пат некој да слуша радио Рај. И знам дека беше во Србија. Србија и Италија кога игра се сретнавме, кога беше студентската репрезентација во Хрватска, исто така имаме една средба и често кога доаѓа на Балканот се контактираме, пишуваме мејл, обично така комуницираме, или јас исто нешто што ме интересира, што е надвор од вестниците од јавноста во Италија, обично го знаат, значи се работи за многу познат новинар кој 30-40 години е радиокоментатор. Значи на чиста случајност како го запознав Рикардо Куки, еден од најдобрите италијански радиокоментатори, се уште активен, се наоѓа пред пензија, се уште активен и во Италија истиот проблем го имаат радиото, има сериозни проблеми да ја надминува телевизија, дигитална телевизија, интернет. Знаеме дека радиото сепак радиото има некој има свој може дека ние сме така растени, не знам, некој посебно чувство. Има посебно чувство. Сега рековме дека спортот до таа мера е технологијата е многу напред тој. Многу е технологијата напред. Денес на мобилен телефон луѓето гледаат надпревар. Се гледаат. Брзо стигнуваш до информации, дури многу време му одзема на луѓето, мислам, технологијата. Мојот прв контакт од медиумите беше со радиото и јас веројатно тој капацитет и брзо да зборувам и да пренесувам. Да, и гласот ти е специфичен. Гласот ти е како да ти е роден за радио, за коментатор. Првиот контакт дефинитивно е радио, меѓутоа јас имам многу пријатели во македонското радио сега кои што кубри со многу проблеми. Значи јас бев дел од спорт музика спорт 50 години преноси на радио на македонски и југословенски клубови. После 50 години прекина заради проблеми. А тоа беше култ. Значи и сега и до пред 3-4 години луѓето и во оваа наша македонска лига која што не е многу квалитетна, има проблеми, луѓето играат по села, Турново игра во Европа е село. Луѓето чекаа во 3 попладне во недела да слушаат радио преноси. Значи и тоа заради проблемите кои што ги има радиото се прекина по 50 години. Дали мислиш ти дека ќе изумри радиото како што изумри на пример црно-белиот филм и немите филми со Чарли Чаплин што беа па кога се појави звуко? Ама јас мислам дека никош нема да изумри радиото, веќе се тргнувам од моје искуство. Јас кога станам са бајле дома,
си го пуштам радиото прво шо правам и после се расумнам, си правам јадење, јас не одам пред телевизор, сам козакоен, треба си наместам креветот, да си спремам за јадење, си сварам јајцата, и цело време ти прави друштво радиото. Иначе го застанам пред телевизор, ништо, значи никој, јас мислам нема да изумри радио. Нема да изумри. Може да изумрат некои работи што порано беа култни на радио, а сега и програмата на радио и луѓето го прават тоа поинако. Значи, еве спортот, па многу работи кои што порано беа. Извештај е многу убав на 106, јас го слушам стално. Секојдневниот. Да, окей, меѓутоа работи кои што се поврзани со културата, со спортот, не се третираат така како порано. Така, се знае тоа. Социјалниот живот исто така. Значи, некако сега радијата остануваат музика и нешто малку забава. Значи се ориентираат на поинаква програма, на музика, поинаква публика, емисии, инфо нешто, да. Нема да изумри дефинитивно, нема. Јасно. Инаку од секаде каде што сум бил, значи еве и сега, значи со сите проблеми кои што радиото ги има, со другите медиуми кои што го надмина, во Шпанија на пример, радијата, посебно приватните радија, па и за спорт се лудило. Неверојатна лудница колку се култни, колку први стигнуваат информации, секаде ги има во живо. Значи има десетици приватни спортски специализирани радија кои што во Шпанија, во ниту една друга земја како во Шпанија обстојуваат без никаков проблем. Значи еволуцијата, технологијата нив не ги порази. Без разлика што интернетот полека ги гази сите други медиуми. Тоа е са луѓето сакаат одма се да видат, визуелно сакаат да видат. Не само да слушаат, туку сакаат и сликат имаат цело. А мислам дека нема потреба. Радиото може да добиш многу информации без да гледаш слики. Ние кои што сме ја слушнале, ја доживеале магијата на радиото, знаеме што значи тоа. Јас трчав дома и за нас стои една приказна во 7 сата што беше. Ете тоа е слушам таа приказната, трчав кај да бев, морав дома да ја слушам и како се викаше Борис Мајсторов. Да. Борис Мајсторов сите животни кои имитираше па лисицата како збора па мечката и пред радио застанат и да го чувам радиото. Тој тип на емисии некако се преориентира. Тоа може да изумри, ова што значи ќе го заменат со некој друг вид на програма, а тоа беше баш фин. И колку убаво на крај кречеше добра ноќ на сите, знаеш она, но не знам, мене ми беше многу во чувство. Еве време за клипче што остори летање времето. Дека имаме тука така брзи коментатори. Се враќаме после клипчето. На Моторијада и Битола, не само по другите градови. Еве тука лепо друштво си седат од цела Македонија, ако се од Битола. Па овде најбајте мотори биле. Скриени. Еве го! Фатете го! Еве и јас. Дојде, а? Моторот каде бе? Онде, горе. Еве се враќаме после клипчето. Значи јас најавив на почетокот дека ти си свестана личност, дека си талент за многу работи, за јазици, за коментирање. Јас знам дека 2010-та тогаш правев 15 години фитнес палио, дека тебе лично сакав само тебе некој друг да те ангажирам да ми бидеш водител на надпреварот. Значи јас на секој 5 години, значи си правам по еден надпревар. Почнав на 5 годишни, на 10, на 15 и сега ми е јубилеј најголемиот, еден од најголемите, значи 20 години фитнес палио, 2015-та, значи тоа ќе направиме еден огромен надпревар во Битола, мора да биде во спортската сала, пошто во Домот на културата виде и ти самиот беше водител, дека не ги собираше луѓето што сакаат да гледат, имаше уште толку надвор. Значи така тоа мора да биде така организирано. Значи покрај мојот јубилеј, тука мислам дека и ти имаш исто така еден јубилеј, ама тој е твојот ова година. Нешто ми објасниш околу. Значи еве за некој месец-два
се навршува 20 години од кога почнав да работам оваа работа, баш во Тера. Тоаш бев се уште средношколец, значи се уште учев и почнав да работам. Беше некаде крајот на август, ја добив првата шанса во Тера, се сеќавам дека Љубица и Стефче Стефановски беа дел од тимот кој што ме одбра, ми дадоа доверба која што мислам дека ја искористив и еве со оглед на тоа што 20 години уште сум тука, значи било колку толку успешно, значи 20 години моја професионална работа пред се во Тера, иако денес работам и за многу медиуми, некои од нив се странски медиуми, значи работам за еден италијански весник, за еден шпански весник. Во последно време актуелни се и порталите. Дел сум од еден нов проект пред 2 години заедно со мојот пријател Кирил Лазаров, кој што е нашиот најдобар спортист. За прв пат ме замоли да направиме еден обид заеднички проект, прв македонски спортист кој што ги има официјална страна. Значи, еве почнавме нешто ново со него и веќе 2-3 години добро функционира. Значи, тоа на запад е практика. Да, обично имам гледано дека скоро сите врвни спортисти си имаат таков сервис, таков медиум. Да, атлет, спорт, атлет, така. Кои ќе бидат достапни за сите нивни фанови. Че почнавме еден таков вид на работа која што е добро примена, така да во овој момент работам на многу проекти, меѓутоа Тера е мојата матична телевизија и јубилеот 20 години, моја работа 20 години во Тера за брзо време сигурно ќе го одбележиме. Подготвувам некои изненадувања кои што се не уште се ми се во главата, не ми се дефинирани, меѓутоа сигурно есенските месеци ќе ги одбележим и тие денови кои што сепак 2 децении без разлика што брзо поминаа се една добра бројка. Еве и ти знаеш како не. Голем дел од животот си исто во спортот и твојот подвиг исто така голем подвиг. Ова прво што го кажа да не го заборавам, значи беше фантастично 2010 на првенството. Значи беше одлично организирано и се само организира. Да, таа посета и веројатно те испровоцира наредниот голем настан да биде на поголем објект. Да, јас имам многу пријатели од бодибилдингот и воодушевен сум од интелигенцијата и сестраноста на билдерите. Значи овој друг тип на спортисти некако се етикетирани како не многу интелектуални спортисти кои што главно се насочени на нивниот спорт и ништо повеќе. За разлика од нив, билдерите се многу внимателни, сестрани и задоволствам ми е што имам многу пријатели и не само во Македонија, али посебно во Македонија, голем дел од билдерите се пријатели. Задоволствам ми секогаш да разговараме на било кои теми, еве и не само овој муабет. Значи бодибилдингот мора да си таков, пошто тука се испреплетени многу спорти, значи мораш да си нутрицист за исхраната. Значи покрај тренингот во теретана, значи мора и да правиш и кардио тренинг или да трчаш или да возиш толчак. Значи мора да се разбереш од сите спортови. Мора да се донеси до една совршена фигура. Не е тоа така, луѓето мислат само ќе видиш теретана, ќе искреваш тегло и преку клубот веројатно тука се сите спортисти твои. Да. И можеш добро да ги научиш и нивните навики. Да, и тука тренира само во мојот клуб. Никогаш не одат во други клубови, од кога се отвори клубот, сите спортисти, например, ракометниот клуб и ден денес тренира кај мене, фудбалскиот клуб Елистер, кошаркарскиот клуб дури беа во полнек, дури имаа добри спонзори, значи сите спортисти, спортски екипи од Битола тренираат тука и пак јас им поможував, а многу доста научив и Франција. Франција, пошто видеа на запад, еве ти си бил многу пати, таму не ги интересира ти од кај си шо си, само гледат дали имаш квалитети и на секој начин да ти ги искористат твоите квалитети, наравно ќе те платат за тоа. Значи обострана мора да има добивка. И тие кога видеа колку големо знаење имам, таму иде ти кажав си порано припрема француската репутација во фудбал со Зидан, лично се запознавме. Тие се во Тини се секогаш. Да, во Тини да секогаш. После идат овие ракометната репрезентација беше дојдена, после светскиот првак во бокс ми даде потсетница слика од него, се ми ја потпиша, значи многу екипи идеа таму. И некојаш во отсуство на тренер или не знам како, дали нешто беше повреден или болен или било како, стално веле и го имаме ние нашиот, ќе викнеме сега тука имаме еден македонец што многу се разбира и јас некојаш му помошвав во тренизите во теретаната за вежби и тогаш научив многу работи, после му и пренесов тие знаења на нови нашите тука што се нашите екипи. Затоа сакаш некиш мора да си свестен. Денес и тој скоро во сите спортови физичкиот дел, подготвеноста е многу важна. Значи нема спорт, еве конкретно твојот спорт најмногу, меѓутоа и колективните спортови. Значи денес фудбалери, ракометари, кошаркари кои што не се подготвени, кои што не се спремни да се жртвуваат и да трчаат, не можат да играат. Значи еволуција во спортот има неверојатна.
Еве еден познат фудбалски тренер Диего Симеоне пред еден месец на еден негов пријател кој што дојде да го следи тренажниот процес еден месец. Неговиот пријател е Креспо, исто така голем фудбалер кој што почнува тренерски занает, како совет поискусен му рече само една работа. Ако видиш тренер, немој никогаш да го погрешиш кондициониот тренер. Значи кондициониот тренинг и тренер е најважен. Посебно во фудбал, бидејќи со 20 организми, со 20 спортисти си има работа. Колку и да си техничар, ако физичка кондиција не си спремен, физички си спремен, денес најважно. Психиката ти попушта и не даваш ништо. Денес најважно. Еве светското првенство заврши, германците статистички извадаа дека 4-5 меча добија со играчите од клупата кои што влегуваа второ полувреме беа посвежи, ги газеа противниците на свежина. Како времето одминува, талентот не дека не е важен, секогаш е важен, меѓутоа процентуално се намалува важноста, а работата, тренингот, кондицијскиот дел, физичкиот дел станува многу важен. Многу важен. Јас имам читано за многу спортисти. Мајкл Джордан нито ми е еден од така како идол ми е, пошто и тој е водолија. И за неговите тренинзи, па за Коби Брајант, за нивните тренинзи, па за нивната пожртвованост, па за Петрович имам доста исто гледано, читано како одел сам во теретана, па шуткал во него теретана во сала, па шуткал со на кошо по 500, по 1000 пати, Да, значи по 8-10 сати. по 8-10 сати, значи тоа е стварно ке речи некој талентов волет талент, ама талент без работа ништо не може да се постигне. Значи морам ако трпна работа. Еве ти го спомна светското, време е за клипче, не точно се враќаме после клипчето. Со зумо сега. Еве ги. I wanna see it in your eyes, feel the magic, it's something that drives me wild, every night, Има. gonna make it all come true, Ќе направиме. 'cause girl you were made for me, Да. girl I was made for you. Ќе се јавиме пак во живо. Чао. Еве се враќаме после клипчето. Значи зборувавме колку е важно теретаната и физичката подготвеност. И сега многу интересно е за гледачите, јас намерно сакав ти да бидеш гостен од кога ќе заврши светското, пошто ти си за мене човек што најпред ќе се разбира во овие работи. За мене си како доктор на науки за тие работи, за фудбал, за спорт, за такви работи. Сега сакам малце да направиме една анализа и впечатоци од твоја страна гледано за светското првенство, за така да ни кажеш некои впечатоци за организацијата, како беше организацијата, па коментаторите нашите, па странските коментатори од ТВ, јас и ти гледавме и на сателитска, повеќето надпревари гледавме на Sky, на италијанските. И после да нешто да ни образложиш, значи дали ми поред за тимоите кои како беа спремни, изненадувања кои репрезентации беа изненадувања така. Па светско првенство во Бразил, уште пред 5-6 години кога му е дала организацијата на бразилците, тоа беше некако сон на секој гледач, значи мондијал во Бразил, во земјата на фудбалот, таму каде што се застанува кога се игра фудбал. Денес од денесна перспектива мислам дека целосно мондијалот не беше така како што сите очекуваа. Така. Значи и од квалитативна гледна точка, и од организациона гледна точка, и од гледна точка на гледливост. Значи еве ние сме сите гледачи, не бевме во Бразил, гледавме пред мали големи екрани во друштво сами. Значи ако гледаме нивото на квалитет на играта, мислам дека е на мала стагнација. Ако гледаме гледливоста, тогаш имаше гледливи надпревари со голови, на крајот 171 гол, втора најефикасно светско првенство, ќе се памети тоа, ќе се памети 7-1 на Германија против Бразил, кој ќе разговараме јас и ти по 10 години, како беше во Бразил. Прво ќе биде Германија Бразил 7-1, срам за бразилците, Германија светски првак заслужено. Прва асоциација ќе биде тоа. Мислам дека има многу објективни и субјективни причини зашто Бразил не беше Бразил како што ние го очекувавме. Прво, денес толку многу се игра фудбал, што мондијалот дојде некако на брзина. Значи секогаш кога ќе заврши клупската сезона има еден месец,
5-6 недели да се одморат фудбалерите, Така. да се подготват, па да се аклиматизираат, оти сега сите играат во Европа, па одат во Јужна Америка, најмалку 7-8 дена мора пред А ова му дојде многу брзо после завршување. Никогаш јас бев во Лисабон на финалето на Лигата на шампионите Како на може 20. таква грешка си дозволи? Нема термини, премногу комерцијален е фудбалот, премногу сакаат да има надпревари и затоа трпат некојаш големите спортски брендови кои што е светско првенство. Затоа и толку повреди имаше. Има многу фактори. Јас бев во Лисабон на финале на Лига на шампиони 24 мај. Јас како гледач уште не бев вратен од Португалија, како гледач не бев подготвен на 10 и 11 за светско првенство. А камоли фудбалерите што играја, немаја време да прослават, па да се приклучат во кампот, па да одат во Бразил една недела на аклиматизација, нема тука сега веќе никакви подготовки. Тука има некое освежување, некое заедништво, групирање и светско првенство. Значи никогаш не било две и пол недели меѓу крај на клупската сезона и почеток на светско првенство. Тоа е преседан. Сето тоа беше за 2 недели пауза само. 2 недели пауза. Тоа не е ништо, тоа не зад кај се ти уште. Тоа е голема грешка, голема грешка. Значи еве пред јас споредував и броев денови како е пред 15 години. Значи имаш 6 недели пауза. Однев една недела на мал одмор на крајот од сезоната. Па имаш подготовки во Европа, па вистински пријателски надпревари, не вака пилотирани пријателски надпревари во кои што тренерите се плашат некој да не се повреди. Не случајно 10 звезди се повредија. Многу се повреди. Не заминеа на светско. Кристијано Роналдо појде на светско првенство повреден, не го даде максимумот, се знаеш. Друг проблем. Меси исто не беше. Меси беше евидентно уморен од сезоната, евидентно уморен. Сезоната му донесе 2-3 повреди кои што се провлекуваја како одминуваше светското првенство, стануваше поуморен. Сега компјутерот, овие работи многу ги разбирам пошто јас сум спортиста и сум бил на превари и знам точно како. Сега компјутерот кажува колку трча Меси. Не е случајно што во финалето Меси трча помалку од 11 германци. Нема тука грешка. Тоа е една работа, значи многу се игра. Значи една сезона на врвен професионалец им нуди 60-70 надпревари. Сега поделете го со денови во годината, ќе видите дека игра на секој 3-4 дена. Неверојатно. Тоа не може тоа да се случи и да игра стално на исто ниво и ние да бараме тој да биде стално истиот. И оти научени сме звездите, што му е оти на играва. И сега ова ќе го измешаме со уште еден друг фактор. Парите, комерцијалниот фудбал, телевизијата. Заради Европа, надпреварите мора да се играат во еден на пладне во Бразил на 30-35 степени со нивната влажност. Значи ова ние што го гледавме во 6 попладне беше еден во Бразил. Најтешкото време, највисоко сонце. Значи мечот што 4-5 години го чекаш, а таму на море влажноста огромна. Нацијата, значи еве Бразил колку милиони е, преку 200 милиони, Бразил го чека тој меч четврт финале, Бразил полуфинале, Бразил Германија, ево таа беше вечерна, Бразил Колумбија. Ја го чека 4 години мечот и мечот ќе се игра во еден попладне заради ТВ правата во Европа. И се го додаваме ова што играле луѓето 70 меча иначе требаше да биде ноќе некој време. Да. Ако беше ноќе кај нас, требаше кај нас да гледаме ние фудбал во 4 во 5 сабајле, за да биде таму разумен термин. Но многу ТВ компании од Европа плаќаат големи пари за ние тука да го гледаме во прайм тајм, во најдобро време. И затоа ние не ни почувствувавме телевизиски дека светското првенство беше во Јужна Америка, си гледавме исто како во Европа, 9-10 исто како да навечер. Значи ние моравме да умирае на терен. Да. Плюс влажноста каква е во Бразил. Плюс Бразил е толку голем што имаше еден период германците тренираа во Порто Алегре на 11-12 степени, тоа е на уругвајска граница кај што е ладно. Тренираа на 11-12 и на денот на преварот или еден ден претходно патуваа во Амазонија, дикат на 35. Значи во еден ден менуваа и временски зони и климатски услови. И сега кога ќе додадеме нова дека играле луѓето толку време, значи истрошени со голема климатска промена, ние неверојатно е да очекуваме тие да бидат истите. Затоа имаше такви, значи непредвидливи испаѓања на репрезентации. Јас дури типував дека Јужна Америка ќе биде сигурно светски првак заради тие фактори. И не беше домашниот терен. Да, и климата, домашниот терен, условите. Ова е прво светско првенство во историјата во 80 години кога Европа успева на америчко тло да биде првак. Значи не случајно претходните 7 првенства што се одржуваат 80 години. Значи во Бразил, во Аргентина, во Уругвај, во Мексико и во Америка се одржуваат светски првенства и секогаш победува Бразил, Аргентина или Уругвај. Ова е прв пат да победат германците. И германците си имаат своја теорија зашто тие победија, се малку тоа е долга приказна, али не е случајно во 80 години светско првенство
таму на нивно тло, со нивните навики, на нивната клима, што победувале само Што тие. се случи со А во- јужни американски фудбал ова свет? А во Европа, Јужна Америка нема ниту една титула. Значи во Европа стално европјаните победувале. Така. Значи се тоа има врска секој најмал климата, детал со- со секој детал. А што со се случи публиката, ова со светско, дека Аргентин- Јужна Америка ништо не направи? Да се задржам само на аргентинците играат во Бразил има 60.000 аргентинци на трибините. Играат чилијанците има 60.000 чилијанци, значи ти играат во дома. Сега Јужна Америка глобално пак имаше своје светско првенство. Зошто? Второ светско првенство поред, Јужна Америка сите репрезентации кои што ги имаше на првенството, сите успеа да ја поминат групата. Така. Јужна Америка нема како Европа 60 држави, има 10. Од нив 5 одат на светско. Во Јужна Африка пред 4 години сите 5 успеа да ја поминат групата. Браво. А сега 5 од 6 ја поминаа групата. На крајот само еден победува. Али кога ќе видиме глобалната слика, дека меѓу 16 репрезентации имаше 5 јужноамерикански, и ако ги додадеме уште Мексико и Костарика и Америка, значи од 16 беа 8 американски, значи ова е дефинитивно светско првенство на американците. Сега победи Германија заслужено, али глобалната слика која ќе видиме, Ама значи сите се покажаа многу добро изненадија. да, ние не Сите можеме добар. Колумбија изненади, Чили Костарика, изненади, Чиле. Костарика. за Сите изненади. за овие репрезентации четвртфиналето е исто како за Германија титулата. Ние не можеме од Костарика, која што е една мала држава со многу мал број на фудбалери, многу мал број на професионални фудбалери, тоа за нив четвртфинале Така да елиминират со срце играе, може Да. дека се може се па дека и материјално се посиромашни држави, мислам да му духот е и поголем, така за нив е тоа како многу поголема атракција. Јас стојам на тоа дека ова беше светско првенство во кое што квалитетот не беше победник, значи немаше многу квалитетни надпревари. Луѓето кај нас често не можат да разликуваат квалитет и гледливост. Значи ние и кога ќе гледаме некој добар филм кој што ќе го гледаат сите, некоја турска серија која што сега ќе видиме анкетата дека е негледана во Македонија, тоа не значи дека е најквалитетна. Точно. Значи истото е со фудбалот. Значи ние гледаме 7-1 Германија Бразил, не може да биде најквалитетен надпревар. Нема шанси. Значи кој ќе го гледаш од гледна точка на германците ќе биде перфектен. Меѓутоа кога ќе го анализираш како играле бразилците, како примиле 5 гола за 30 минути, тоа не е квалитет, тоа е гледливо. Видовме 8 гола, беше убаво, допадливо, али квалитативно светското првенство беше една мала стагнација. Не кажавме и за организација, и тука имаше проблеми. Значи бразилците дадоа се од себе. Значи тоа е земја која што е во голем економски раст. Меѓутоа видовме дека имаше социјални проблеми, имаше луѓе кои што протестираа, имаше фалсификувани билети, имаше терени и стадиони кои што не се соодветни, имаше фудбал се играше во Амазонија, во џунглата на Амазонија, каде што самите бразилци се чудеа на кого му текна да играме фудбал во Манаус, каде што не виделе фудбал до сега. Значи, се комерцијализацијата го прави фудбалот и ова се што рековме, тебе правата во Европа премногу се игра, премногу пари, да се игра фудбал на пладне, да се игра во џунгла. Сето тоа твоето се мислење- влијае врз спортскиот организам сигурно Да. и остава големи траги. А например, што е со твоето мислење оние чудни изненадувања што се случија, например, покрај тоа Германија, Бразил 7-1, со тие чудни изненадувања, например, со Шпанија, што отпадна брзо, што Италија, со Франција, со Англија, што ги сметаа дека се фаворити. Поти кај нив, јас, не можам да кажам дека се разбирам во фудбалот, дека сум некој стручнак, ама јас секој еден спорт што е врвен, нарочито светски европски првенства, без разлика што јас си ги гледам. Оти го сакам спортот, без разлика, не мора да е бодибилдинг, јас ги сакам и тенис ти гледам, и Формула 1, и фудбал, и ракомет, кошака, али врвните ги пратам. Лиги нешто си пратам, обично ја пратам италијанската и германската ми се така најинтересни на сателитската. И за што мислиш ти зошто се јас приметив според мене како да нема некоја мотивираност, дали како да беа презаситени, дали тоа ти што кажеш преуморени од лигата, дали За некои физичкиот фактор е многу важен. Шпанија, светски првак допред една недела, 6 години непоразена, европско, светско па европско. Али прво да расчистиме, премногу тешко е да се одбрани светско првенство. Никој 50 години тоа не го направил. Бразил последен Никој, пат, Бразил последен пат 58 и 62 два пати поред и толку. Чи нема. Претешко е. Јас Шпанија предвидував дека ќе биде најголемо разочарување на првенството и беше само заради ова сега што го спомнавме. Шпанските клубови се најдобри во светот. Шпанските клубови играа најмногу надпревари. 3 шпански екипи играа во полуфинале на Лига на шампиони до средината и крајот на мај. Значи кај нив ова истрошеност најмногу се забележи. Плюс селекторот кога имаше една генерација 6 години што никој не изгубила, се победила, многу е тешко на да ги мотивира.
на тие шампиони кои што се ти донеле, нема тренер кој што ќе им каже ти си шампион, ама сега си уморен, треба да игра некој помлад. Значи многу тешка одлука беше на Дел Боске да им каже Касилјас поспремен. Да. Тоа е многу тешка одлука и многу ретки се случаите на тренери визионери, селектори визионери кои што утврдиле Што дека треба да ги смени. Да. Шпанија, значи, само од умор и од предзаситеност имаше крах на мондијалот. Италија има многу други причини, значи Италија имаше 3 контрадикторни надпревари. Значи, прекрасен прв надпревар, многу просечен, лош втор, избркан трет. Италијаните темпираат, секогаш доаѓаат полека на првенството, пошто нивниот план е нивната форма на репрезентацијата да расте од надпревар во надпревар. Да. Тој што таа репрезентација која што е на првиот меч одлична, таа треба да биде загрижена. Бидејќи тој што дошол на 5 јуни, а темпирал да е добар на 5 јули, не може на првиот меч да биде најдоброто од себе да го даде. И во бодибилдинг така. Значи мора да се темпира, тоа е голема Темпирање на формата е најважно нешто. Најважна работа. И тоа што рековме, кондициониот тренер не смееш никош да го промашиш, и тоа има удел во ова. Значи темпирањето, италијаните овај пат го погрешија тоа темпирање. И има 2-3 проблематични карактери во репрезентацијата кои што таа клима им ја пореметија, подоцна излегува тие на површина. Ми се чини дека Италија е една турнирска репрезентација, значи италијаните не мора да се квалитативно најсилни за да го освојат светското првенство. Тие го знаат рецептот. Значи не е случајно ние во 80 години светски прваци биле 4-5 земји. Зошто не се светски прваци, не 20, знам. 15. Да, зошто не се романците, русите? Русија е огромна нација, зошто никош не биле светски прваци? Англичаните биле еднаш спорно, кајнив 66-та со спорен гол, а велиме дека се колевка на фудбалот, имаат најбогатата лига. Значи, не случајно Бразил, Германија и Италија освоја заедно 3-14 светски првенства од 20. Значи, тие ја знаат формулата, знаат како. Германците знаат што направија, тие многу стратегија направија во светско. Тоа тие што го направија до сега не се случило во историјата на спортот. Значи, тие не беа во камп или во хотел во Бразил, самите си изградија свој тренинг камп. Адидас откупи земјиште во Бразил и самите изградија тренинг камп со терени нивни, со терени, со хотелско сместување, со базени и го бираја местото каде е најпогодно, каде ќе бидат надвор од притисоци. Браво. И направија камп, Адидас го направи кампот и му го подари сега на Бразил, остана таму. Единствени, тие планираа да бидат таму 1 месец. Значи тие затоа темпираја, кампот го изградија. Си беше унапред испланирано. Да, инаку ќе некој ќе си каже зашто тие камп една недела ако може да испадиш. Браво, не го знаев. Германците се единствени кои што ни хотели менуваја, тие си имаат свој камп. Ја одржијата извинечи запамти си ја мислата за кампо за ке германците бевме и се враќаме после клипчето. Еве во претвор. Плажата колку толку е до тебе, значи може да се иде на капење. Еве се враќаме после клипчето. Значи ово стварно ми изненади за оваа информација. Од секогаш ги ценев германците и како народ, и како нација, и како спортисти. Значи колку предвреме се испланирале, си направиле нивен кап, значи не е ништо случајно ако размислиш. Да. Никој успех не може да биде случајно. Тие германците беа малку разочарани на Бајерн, бидејќи Бајерн загуби од Реал убедливо, полуфинале Лига шампиони, дури и беа скептици. Меѓутоа тоа што Бајерн предвреме испадна, што шампион беше на Германија во февруари месец. И играше 3 месеци без притисок, можеше да одмара. Значи германските играчи кои што одмараја, за разлика од шпанците кои играат до крај, го одиграат светското првенство како што се планираа. Значи
Тие направи една жртва, Бајерн дојде неспремен на крајот од клупската сезона, има 7-8 играчи на Бајерн, ама кога дојде светското првенство, тие играчи на Бајерн лета, значи делуи од стратегијата. Во секое лошо има нешто добро, значи неуспехот на Бајерн, Германија го искористи да има свежа репрезентација, подготвена, тие знаеа кој колку е подготвен, за разлика од шпанците кои што дојдоа уморни и тоа не го забележаа и навреме не коригираа. Че игра истите играчи, уморни, повредвани, играчи кои што не се рекуперираа навреме. Кога треба тој захват што кажеш тие звездите моце да му кажат да излезат, да не играат баш цела минутажа, да клат некои нови свежи. Јас мислам дека ФИФА мора тука разумно да го врати брендот на светското првенство. Значи ние не можеме светското првенство да го ставаме во ист кош со обичните првенствени турнирски надпревари, па и дури со Лигата на шампионите. Светско првенство е еднаш по 4 години. Луѓето чекаат да биде тоа спектакл, да играат најдобрите во најдобра форма, во најдобар момент. Во случајот не беше така. Значи треба да се беше млитаво, млако некако. Грешките треба да се огледаат и во Русија 2018 да биде подобро. Така. Сега остана уште да те прашам за твојата струка, значи твоите впечатоци од коментаторите на светското, од нашите коментатори, од странските коментатори, од било што едно твое мислење така да ни кажеш. Дали беше во ред, не беше во ред. Не ова како некоја критика, некој да го критикуваме ние да понижуваме, али така. Од твоја гледна точка, и мене ме прашало бодибилдинг, што мисли за другите набина што беа со тебе? Па добро, мојот стил малку на коментирање е поинаков. Да, и тоа баш интересно со стилоите да ги кажеш некој. Стилот мојот стил на коментирање малку поинаков од општиот печаток за коментирањето кај нас. Може би и во бивша Југославија, но бивша Југославија имаше на друго насочување кон тој стил кој што мене ми се допаѓа, значи латинскиот стил на коментатори кои што држат темпо на надпреварот, коментатори кои што доста зборуваат, значи тоа да биде комбинација на стављање на надпреварот. Кажеш податоци, информации, историја, не тоа става никако да. Да. Значи најголем комплимент за коментатор е кога и на досаден надпревар гледачот ќе биде задоволен, па другиот ден ќе искоментира дека не беше така досадно со твојот коментар на преварот, без разлика што балерите не се покажа. Например, едно полуфинал гледавме Аргентина и Холандија, ултра досадно, 120 минути калкулација, бавен ритам. Тоа беше. Да. Сега ако и коментаторот така поспан како што е на преварот, тешко на гледачот. Сега прво јас имам една моја теорија за гледањето на надпревари. Значи пошто сум следел многу надпревари во живо. Конкретно во Италија имам 106 надпревари кои што сум ги следел во Италија, во италијанската лига или италијанските клубови. Тоа тешко кој може да се пофали од нашите простори. Да, мислиш дека во нашата земја е рекорд. Толку играл само Пандер. Ама тој играл, не коментирал. И голема е разликата кога гледаш надпревар во живо на стадион и кога го гледаш на телевизија. Огромна е разлика. И сега јас како гледач, јас одлучив ова светско првенство не одам во Бразил, да го оставам тука, и како гледач и со помошта на ова што разговаравме дека знам неколку јазици, следам постојано што се случува, јас секогаш бидам коментатор кој што ми коментира од лице место. Невидени се предностите кои што ги има гледачот да гледа пренос со коментатор од лице место. Почнувајќи од таму. Па ако има и добар коментатор, и добар стручен коментатор, нема подобро за гледачот. Нема подобро. Јас со години гледам Sky Italia, како што се македонските мои колеги, мои пријатели и голем број пријатели се исто, мои пријатели исто во Sky Italia. Имав можност да бидам нивни гостин кога бев во Рим. Знам дел од практиката како ги обучуваат коментаторите, како тренираат коментаторите со стручните коментатори. Значи тоа е, ти како што кажа, еден јазик, еден факултет, тоа е друг факултет, како гледачот кој ќе ги слуша двата гласа, да му биде добро на увото, да биде компетабилно, да биде топло, да се осеќа, да биде тоа спаковано во еден добар производ, перфектен. За жал, кај нас не ги следев нашите коментатори на ова светско првенство, од таа причина што секогаш бирам коментатори кои што коментираат од лице место, но сум разговарал и со многу македонски коментатори и новинари. Кај нас рак рана е стручното коментаторство. Значи кај нас има многу луѓе кои што си ја разбираат професијата. Многу луѓе кои што го разбираат фудбалот конкретно. Многу луѓе кои што вака ќе си седиме во кафич и си разговараме, фантастично тоа знаат да го кажат. Ама друго е да коментираш. Друго е сето ова, значи и неговите интелектуално говорни капацитети и тренингот, ова што кажав,
кај нас се уште имаме сериозни проблеми да најдеме добар стручен коментатор. Не само за фудбал, ние Ракомет од Македонија оди на секоја голема приредба, имаме сериозни проблеми да најдеме човек кој што разбира и кој што тоа што го разбира знае добро да го каже. Многу грешки, лапсуси имам слушано да Тука сме смешни уште работи. пионери, значи желбата е неоспорна, значи луѓето кои што ја работат таа работа максимално се обидуваат, култуваат луѓе, али многу тешко е да пронајдете вистински поткован стручен коментатор кој што за време на надпреварот ќе го каже тоа што треба да го каже. Некој има што тоа добро го анализираат пред или после надпревар, ама кога ќе го коментираш надпреварот и не знаеш што ќе се случи, значи фудбалот, спортот никогаш не можеш да предвидиш што ќе се случи. Германија, Бразил никој не предвидуваше дека ќе биде Уневит акција наеднаш. Да. Значи потребен е подготвен, стручен коментатор кој што ќе може да ја предвиди секоја ситуација. И нема поголема награда и за тој стручен коментатор кој што предвидел дека тука е слабата точка на оваа репрезентација, тука треба да се нападне, оваа замена е правилна. Точно. Тоа е стручната терминологија. Затоа луѓето викаат стручни коментатори кои што порано биле фудбалери, но и кои што се усовршувале тренерски, за да можат тоа да го уочат, да го видат и да го сигнализираат. Јас дори имам некоја информација дека некои селектори и добри тренери повторно ја гледат, ја снимат и повторно ја гледат, например, го гледат надпреварот, за да го слушат коментаторот кои мани му ги најдува на неговиот тим. И тоа му е како една мала школа. Не знам дали е вистина, но имам така слушат овакви. Да, фудбалските слушаци по милион пати ги гледаат надпреварите И коментаторите ги слушат. баш сега, бидејќи големите ТВ компании сега плаќаат големи пари на тие стручни коментатори и од нив бараат баш да бидат така подготвени како што Маните треба. да ги гледат. Апсолутно. Затоа ова Грешките, не случајно, замените, грешка ова во за замените. тренингот, како што секој си тренира, така и стручниот коментатор тренира заедно со коментаторот како да бидат компетабилни и како да го извлече максимумот и гледачот да биде задоволен од продуктот кој што му е сервиран. Така. Значи тоа е целен нов факултет кој што кај нас полека почува да се го согледуваме, полека го учиме. Се надевам дека ќе пронајдеме и кадри и луѓе, способни луѓе кои што без разлика што биле мајстори на својот занае, биле изворени фудбалери на коментари, ќе бидат и добри стручњаци кои што знаат да го пренесат до секој гледач тоа што го научиле. Да, желбата е битна, надежта е битна, еве се ближи и крајот на емисијата. Само уште многу кратко Бразил Германија зошто тоа се случи така, кратко некако да Бразил Германија тоа нема бразилците не знаат одговор, знаеш тоа колку е тешко. Значи тоа е моментално некоја блокажа на мозокот, еуфорија, дали првиот гол, вториот гол, па шок настанува, па Германија е поквалитетна од Бразил, од овој Бразил кој што беше на светското првенство сигурно. Ма 7-1 да играат 100 пати нема да биде 7-1. Значи веројатно ќе победи Германија, ама на преварот така да се одвива, нема никош да се одвива. Значи јас слушнав безброј луѓе кои што сега фрлаат дрвја и камења по тренерот, по селекторот. Прво ние треба да знаеме дека селектор на Бразил е Сколари, а помошник е Карлос Алберто Перира, 20 станале светски прваци. така, не 20 треба, не по треба. 10-20 години, че тие ако не знаат најдобро не знам кој знае. Значи денес слушнавме дека требаше да биде повикан Роналдиньо, требаше после мечот е многу лесно се кажа. Значи никој не го критикуваше. После борбата. Да, никој не го критикуваше Сколари кога лани го спе купот на конфедерација со истите овие играчи, значи ја понижи Шпанија 3-0. Проблемот мислам дека и од физички карактер, дека бразилците физички исто така не беа на нивото на германската и недостатокот на план Б. Значи на репрезентација која што е инфериорна, прими рано прв гол, че селекторот подготвуваше еден тип на надпревар, како надпреварот да се одвива 0-0, да биде тврдо, да не му се дозволи на германците ран гол. И изненадување се руши првиот план, паѓа ран гол. План Б нема. План Б нема. Значи бразилскиот план Б не успеа и тука излегува на површина сите можни лимити. А ако има некој противник немилосрден, кој кога ќе види ранлив противник, докрај ќе го дадат учба за германците. Значи има после 3-4-0 има репрезентации кои ќе се вратат, ќе калкулираат, ќе се штедат. Германците немаат респект и затоа дадоа 7-8 гола и тоа посебно треба да се цени, бразилците тоа го ценат. Значи тие плачат, жигосани се дека оваа генерација е таа која што прими 7 гола, меѓутоа знаат дека германците беа докрај коректни, оти на тревер го одиграат докрај коректно и према нивната публика која што очекуваше 90 минути спектакл и доби 90 минути спектакл. Браво, значи стварно сум воодушевен од твоите знаења. Мило ми беше што беше гостин. Значи вечерва бев така малку летно облечен, пошто сме лето сега.
И да ги поздравам, не останува ништо друго, туку да ги поздравам гледачите, иначе со ваков соговорник и со толку богати знања ние можеме да направиме и 5 емисии. Може и втор дел да направиме. После некој пак интересни надпревари, ако има или некој европско, некој светско, да. Може да направиме втор дел. Значи да ги поздравам гледачите. Фала што не следите. Поздрав до сите гледачи на Битола, на Прилеп, Михисар, Кичево, Охрид, Струга, седи кај што гледаат телевизија Тера и поздрав до сите гледачи што се во странство, нашите битолчани, македонци, значи во Америка, Австралија, Шведска, Германија и секде кај што не гледаат. И се гледаме повторно во ток шоу Пајо. Goodbye и bye-bye. И што ќе рече Мишевски, ариведерчи. Фала што дојде. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.